Со колешката Сузана Апостолова, која што се приклучува заедно со мене во денешното издание Македонија наутро, во овој блог во 8 часот и во 9 часот. Сузе, добро утро официјално да си кажеме. Утре имено, 7 октомври, се одбележува како светски ден на пристојната работа. Денеска ние ќе обработиме темата. Колешката во продолжение разговара со професорот правниот факултет во Скопје, Јустинијан I. Да слушаме со внимание, Сузе. Јована, добро утро за тебе и нашите гледачи. Ти благодарам на најавата. Соодветно на временските услови утрово моравме да бидеме во затворен простор, затоа што надвор е врнежливо. Знаете дека секогаш линковите сакаме да ги правиме на отворено, но како што најави и ти, во чест на денот на безбедната работа, денеска разговарам со мојот гостин, професор доктор Лазар Јовевски од правниот факултет при УКИМ, професор по трудово право. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и благодарам, голем поздрав до сите гледачи на МРТ. Ако на овој ден, нашиот апел ќе биде до институциите и компаниите да обезбедат пристојна работа за сите работници. Тогаш и првото прашање ќе ми биде што значи пристојна работа? Пристојна работа можеме да го дефинираме на повеќе начини. Меѓутоа јас сакам да кажам дека пристојна работа е онаа работа каде што вработениот се чувствува достоинствено, каде што неговиот и психички, физички интегритет е заштитен, каде што му е пријатно да оди на работно место, да извршува работата и затоа да добива пристојна плата, односно со својата работа да може достоинствено да живее. Според мене, тоа е достоинствена работа. Дали е соодветна дефиницијата или не, почитуваните гледачи работници треба да кажат, меѓутоа, од моето искуство досега можам да кажам дека речиси сите работници токму се стремат кон овие постулати на достоинствената работа, односно да ја сакаат работата, да ја работат со љубов, со леснотија работата, да имаат добра атмосфера, добра клима на самото работно место и да заработуваат вршејќи таа работа средства, материјални, финансиски средства кои што ќе им овозможат достоинствен живот. Но не само работниците да се борат за пристојна работа, туку институциите и компаниите и водечките кадри кои што раководат со работниците треба да им обезбедат соодветни услови. Меѓутоа јас ќе кажам, спротивно на пристојна е непристојна работа. И морам да ве прашам дали македонскиот работник од многу различни аспекти го доживува на своја кожа поимот непристојна работа и всушност дали границата на непочитување на правата е поместена долу. Мораме да бидеме искрени, за да ги детектираме предизвиците и проблемите, дотолку што на тој начин ќе можеме да ги подобруваме и решаваме во иднина. Во Македонија многу често се случува да немаме вистински достоинствени работни услови, достоинствена плата, достоинствена работа со еден збор. Каде би рекол лежи предизвикот или во што е проблемот? Вие спомнавте пред малку работодавачите и институциите, да, тие секако треба да бидат дел од приказната и се дел од приказната и по сила на закон, со тоа што институциите треба да обезбедат законски услови, односно законски амбиент за остварување на правото на достоинствена работа. Но работодавачите се тие кои што ја имплементираат во пракса достоинствената работа, односно тие се креаторите на добрите или лошите услови на работа визави законските одредби. Но недостоинствената работа во најголем процент зависи токму од непостапувањето на работодавачите, но од друга страна пак и самите работници понекогаш не можат точно да ги разликуваат кои се тие основни постулати на достоинствена работа. Например, сакам да бидам вака конкретен за да ме разберат гледачи. Ако еден работодавач во бизнис секторот му каже на работникот дека денеска треба да ја заврши својата работа, затоа што работникот во одредени ситуации не ја завршува квалитетно или навремено својата работа, тоа не е мобинг. Тоа не е концепт суштина на недостоинствена работа. Треба да ги разликуваме тие нешта. Например, мобинг, како дел од концептот на недостоинствена работа, ако некој трпи мобинг, тоа секако не е достоинствен аспект на работата, или дискриминација, ако трпи некој работен. Но прво треба да видиме што е вистински мобинг. Што е тоа дискриминација на работно место? Не може секое постапување на работодавачот или на колегите вработени да се смета за мобинг. Именно, секое право кое што работникот може во постапка пред работодавачот, инспекцијскиот надзор или во судска постапка да го заштити, не се смета за дел од концептот на мобинг,
Односно, мобингот секогаш е психолошко вознемирување кое што трае и кое што создава едно незадоволство и лошо чувство, лош амбиент внатре во самиот вработен. Да, кога говориме за непристојна работа, заклучивме дека повеќе сегменти се вклучени во остварувањето на овие права на работникот, меѓутоа ако го ставиме во фокусот работникот, тогаш веднаш ми се наметнува прашањето: зошто македонскиот работник прифаќа и непристојни работи? Па, видете, концептот за прифаќање или неприфаќање на пристојната или односно непристојната работа, многу често го бараме надвор од нас. Односно, такви се условите, ме примора, морав вака да работам, морав да трпам со години непристојна работа. Секогаш финансиската е во преден план. Да, парите ми треба да однесам дома лепи млеко на децата, на семејството и така натаму. Но, истражувајќи работејќи на оваа проблематика, особено на непристојната работа, дојдов до еден интересен заклучок, а тоа е дека во многу случаи непристојната работа, односно прифаќањето на непристојната работа лежи во човекот внатре. Односно, со други зборови, работникот е тој кој што заради својот начин на размислување, заради својот мајндсет, заради начинот на кој што ги перцепира работите, прифаќа недостоинствена работа. Секогаш има избор и алтернатива, особено денес, во ова време, каде пазарот на труд е оди во прилог на работниците. Се повеќе има слободни работни места и релативно побрзо и поедноставно, за разлика од минатото, денес се наоѓа друго ново соодветно работно место. Така да, во тој аспект мора и работниците да се охрабрат да одбиваат непристојна работа. И само ќе се надоврзам за крај кратко да одговориме, рековме апелот до институциите и компаниите да обезбедат пристојна работа за работниците, но ајде како да го направиме тоа? Кажавте дел од одговорот. Законската рамка е едната страна на приказната, другата страна на приказната е зрелост, односно културата, трудовата култура која што мора да имаат и работниците, работодавачите, односно да разберат дека и едните и другите се неминовно поврзани да соработуваат, да работат заедно, да создаваат, да креираат вредности во рамки на трудот и да создаваат достоинствени работни услови. Ако така пристапуваат работниците, ако така особено работодавачите пристапуваат, а не како со доминација врз работниците, многу поинака ќе биде атмосферата на работа и пристојната работа нема да биде услов, туку правило. Ви благодарам многу за гостувањето. Ние го упативме нашиот апел, останува на соодветните институции, но и работниците да ги почитуваат и законските обврски и да си ги бараат своите права за пристојна работа. Се надевам ќе успеат. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш. И ова на овде го завршуваме ова прво линковско вклучување од мене и веднаш тргнуваме на пат по дождливите улици на главниот град да стигнеме во управата за хидрометеорологија, каде што ќе реализираме уште една тема.